Добар ден, почитувани гледачи. Летото е време кога сите сакаме да уживаме, да се опуштиме и да ги користиме сите негови убавини. Најчесто слободното време сите од нас го употребуваме да посетиме некоја од нашите плажи. Но колку плажите се безбедни? Дали тоа уживање може некогаш да се претвори во кошмар? Денес разговараме токму на оваа тема со Мимоза Ставрева, секретар на Црвениот крст на општина Охрид. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Не сте за прв пат во Лупа, но многу теми, многу активности кои што ги опфаќа општинската организација на Црвениот крст. Еве сега токму во овој летен период ќе зборуваме на оваа летна тема. Вие секоја година организирате курсеви за спасители на вода. Тоа не беше исклучок и ова лето. Тие се веќе по охридските плажи, по оние кои што сакаат да ги ангажираат. И ќе ни кажете сега колку плажите ни се безбедни, обезбедени со спасители кои што се стручни, обучени да дадат, не дај Боже, во некаква ситуација несакана прва помош и да ги спасуваат луѓето од неволја. Нели, опсегот, делокругот на нашите активности е навистина широк и овој дел спасување на вода како една од поприоритетните активности, ние во Црвен крст Охрид ги сметаме и посветуваме доста внимание на делот спасување на вода, па така и оваа година, како што рековте, веќе преку 60 спасители се ангажирани на Охридското крајбрежје, Струшкото и на Преспанското езеро. Црвен крст Охрид, односно Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид, заедно со Црвен крст Струга и Црвен крст Битола ги координира активностите во овој дел и можам да кажам дека Охридското крајбрежје е безбедно на 70% од плажите, на Струшкиот дел е околу 50%, процентот е помал и исто така на Преспанското езеро околу 70% од плажите се безбедни. Спасителите на вода се обучени и оваа година. Курсевите за спасување на вода, кои што се водени од меѓународни лиценцирани инструктори за безбедност на вода, се направија уште во месец јуни и онаа бројка со која ја имаме како спасители на вода, надополнета со овогодинешните, се сите оние кои што се распоредени во моментов на плажите. Сега, кои се услови треба да ги исполнат кандидатите за да може да бидат спасители? Дали има некое ограничување во старосната возраст и на крајот на криштата кој одлучува кој лице е способно и подготвено за да пружи вакви услуги доколку се потребни? Црвен крст на Република Македонија е единствена членка од нашава земја во Меѓународната федерација за безбедност или спасување на вода. И Црвен крст на Република Македонија во своите редови има инструктори, како што кажав, меѓународни и национални за безбедност на вода, кои што ги спроведуваат курсевите. Овие инструктори, во зависност од бројот на пријавени кандидати, се разбира според одредени правилници кои веќе постојат, ги обучуваат одредена група на млади момчиња, девојчиња кои што изразиле интерес. Меѓутоа, пред почетокот на секоја обука мора да се помине еден предквалификационен тест на кој што сите оние заинтересирани мора да исполнат одредени норми во пливање, гњурење и така натаму, да донесат и потврда од лекар дека се психички и физички и здравствено способни за обавување на спорт и спортски активности, затоа што се работи за исклучително напорна активност, значи не е само спасител едноставно да се шета по плажата, навистина има голема одговорност лицето кое е обучено за спасител и има во случај на акција навистина тешка и одговорна задача. Значи не само што треба да знае како треба да го изведе сето тоа околу спасувањето на давеникот, предпоставам дека треба да има некакви познавања од давање прва помош, затоа што кога веќе ќе биде извлечен на копно, треба да му се даде и некоја прва помош додека не пристигне итната амбулантна или некој друго стручно лице кое што ќе може да му помогне. Да, во рамки на таа 7-дневна обука, спасителите на вода покрај овој дел за спасување на вода добиваат и потребната обука за укажување неопходна прва медицинска помош и исто така имаат и обука за
психолошка поддршка и помош. Значи, тие се обучени да интервенираат додека стигне елитната медицинска помош. Исто така, нашите спасители и секоја година, оние кои што веќе се обучени од претходните години, посветуваме внимание да се обноват тие знаења, бидејќи работниот ангажман на спасителите на вода кај нас, на концесионерите на плажа е во текот на летниот период, најчесто така да посветуваме внимание и на тој дел, да се освежат знаењата. Сега, колкав е интересот кај младите пред се, предпоставам дека најмногу ги има од таа старосна категорија, помлади лица, може би има и повозрастни, ќе ни кажете тоа вие. И колкав е интересот и од која до која граница, значи возрастна, можат да помагаат да бидат спасители на вода? Од 18 до 30 години е најчесто границата во која младите пројавуваат интерес да станат спасители и доаѓаат и ги обучуваме, затоа што веројатно тогаш се и најенергични и желни и амбициозни да научат и вакви вештини, кои што понатаму секако ќе им бидат плюс во животот, во сопственото делување, во секојдневието нивно. Ние ги обучуваме, значи, и како помлади спасители со 17 години за сите оние кои што сакаат да ги научат техниките на спасување, меѓутоа сепак лице кое не е полнолетно не може да работи на плажа без поддршка и помош од полнолетен спасител на вода. Значи, малолетните најчесто од желба да научат во текот на една летна сезона, додека станат полнолетни, тие ги учат, добиваат искуства и стануваат уште и подобри. Сакам да ги напоменам дека овие обуки кои што ние ги организираме и кои што според одредени стандарди, правилници и подзаконски акти кои што се важечки во нашава земја, се спасување на вода од брег. Меѓутоа, ние се трудиме на нашите спасители на вода да обезбедиме и меѓународни обуки, заедно со поддршка на доброволното противпожарно друштво Операција Флоријан од Манчестер, од Велика Британија. Па така, изминативе неколку години, од прилика 5 години, сме имале и обука за спасување на давеници од чамец и спасување во брзи води. Овие се исклучително важни техники кои што не се стандардни, кои што не се секојдневни, значи на плажа не е потребно такво спасување, меѓутоа спасителите на вода кои што сакаат да поминат такви обуки, ние како организација се трудиме да им ги овозможиме, затоа што се меѓународни и се стекнуваат со одредени техники за спасување на вода, кои што би се искористиле во исклучителни ситуации. Пловните објекти кои што ги поседуваме, исто така како ресурси ни се од голема помош за да можеме да спроведиме вакви обуки и да интервенираме. Имало ли досега интерес, значи, за ваквите обуки и дали тие кои што се обучени веќе некаде биле ангажирани? Да, секако тоа се одредот на спасителите на вода, од повозрастните спасители кои што ќе научат и да управуваат со моторен чамец и да ги научат и техниките за спасување од чамец. Секако во ова 7-денна обука и тој дел е опфатен, меѓутоа во рамки на овие меѓународни обуки кои што ги организираме, секако тоа е во поголем обем и опсег се опфаќаат. Се разбира, сакам да ги спомнам и вежбите кои што континуирано ги работиме секое лето и со поддршка и во соработка со територијалната противпожарна единица, со итната медицинска помош, со локалната самоуправа, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, значи со сите релевантни институции соработуваме и се трудиме ваквите вежби да бидат почести, заеднички, координирани за во случај да се има потреба од вистинска интервенција, да може координирано заеднички да се делува. Секако дека не кажувам дека се е тоа доволно, сигурно дека комуникацијата и вежбите можат да бидат и почести и подобри. Но добро е што веќе нешто се движи, што е започнат еден ваков сериозен проект и веќе течи во континуитет години наназад. Сега рековте дека ова лето околу 60 имаме обучени
спасувачи на вода, како се распоредени? По колку спасувачи треба да има на една плажа и дали се обезбедени услови каде тие се стационирани, затоа што знаеме дека обично на плажите треба да има некое место кое што ќе на некоја поголема висина како посматрачница, за да може тие цела плажа да имат увид, за да знаат и да гледат што се случува доколку има потреба да се интервенира во вода. Да. Дали сето тоа е обезбедено на плажите? Како што кажав, преку 60 спасители се ангажирани на капалиштата оваа сезона, меѓутоа во текот на овие сите изминати години обучени се над 420 спасители на вода. Распоредени се со соодветно подпишан договор со концесионерите за плажа, така да имаме и небезбедни плажи со концесионери кои што веројатно не сакаат да ја видат корисноста од спасителите на вода, па затоа и најчесто на таквите капалишта и се случуваат, за жал, несреките. Можам да кажам дека небезбедни плажи се веќе неколку години наназад и Немо, оваа година и Славија, и Градиште 2 и 3. Значи имаме неколку, да не ги набројувам сите долж Охридското крајбрежје, да не споменувам и од Струшка страна, кои што не се безбедни. Инаку постои правилник за видот и одбележувањето на капалиштата, кој што е донесен од страна на Министерство за транспорт и врски уште во 2007 година, каде што сето ова е детално дефинирано и одредено, дека едно капалиште треба да има наблюдувачница, треба да има обележан простор во водената површина на кој што ќе интервенира, зависно од квадратура, дали еден, двајца или тројца спасители, зависно од големината на обележаниот дел во водената површина, треба да постои ограден простор со лежалка или кревет за спасителот на вода, да може во случај на потреба да интервенира. Плажата или концесионерот треба да има и спасител на вода со важечка легитимација, потребните средства за укажување и материјали за укажување прва помош и опремата за спасување на вода, како и пловен објект. Ние како Црвен крст Охрид ги обезбедуваме спасителите и ние ги обезбедуваме и материјалите за прва помош и опремата за спасување, и во текот на летниот период имаме и контролни патролни чамци за спасување кои што од време на време се ги го патролираат крај брежето на Охридското езеро. Напоменавте вие, јас уште еднаш ќе повторам, дека некои концесионери, некои од ниво континуитет, значи не ангажираат спасители на вода. Зошто? Само тие знаат, затоа што не гледам никаква оправданост, доколку си концесионер на една плажа, да не сакаш плажата да ти биде безбедна и обезбедена со оспособени стручни лица кои што ќе дадат помош доколку имаме несакан случај на давење. Но ете, има и такви, и при еден разговор со председателот на Црвениот крст Сашо Точков рече дека до 10 овај месец јавно ќе биде обелоденето кои се плажи немаат спасители на вода, затоа што граѓаните имаат право да знаат на каква плажа одат, дали е безбедна и обезбедена или не. Значи не треба тоа да се прикрива, туку јавно да се каже и да се знае, за да можат да се одлучат самите граѓани дали сакаат да одат на плажа каде што има спасители или на оние каде што нема. Да. Дописите до локална информација, до локална самоуправа, значи со информација кои плажи се безбедни, кои не, и на Охридското, и на Преспанското езеро, до локалната, до капетанија, до Министерство за транспорт и врски се доставени во рокот кој што го кажавте. И секоја година ние тоа го практикуваме, исто информација и до медиуми, меѓутоа сепак еве дали и капачите не се свесни или сето она што го носи летниот период, авантура, еуфорија, и самите капачи не внимаваат каде постои спасителна плажа, каде ќе се чувствуваат безбедни, а каде не. А во делот на концесионерите на плажа, навистина не сакам да разговарам, сите тие се свесни и ги знаат кои се правилата кои што треба да ги почитуваат кога станува збор за концесионер. Добро, ме радува тоа што ете гледам некакво придвижување и подобрување во однос на минатото лето, кога разговаравме на оваа тема. Барем на делот од Струшкото крајбрежје, таму беше ситуацијата на вистина многу лоша во овој поглед.
само околу 30% од плажите беа обезбедени, еве сега годинава 50%, значи некако свесноста предпоставувам расте и се зголемува тој процент, до година ќе биде можеби 70 и 80, дај Боже да стигнеме до 100% покриеност, значи 100% на плажите да бидат сите обезбедени со спасители на вода, затоа што еднаш да се случи доволно е. Значи, еден човечки живот да се спаси, навистина многу значи. Дај Боже да немаме ниту еден случај летово, но никогаш не се знае. Да, секако човечкиот живот нема цена, нема што да дискутираме, дали е поважно паричните средства кои треба да се платат за децата кои што седат по цел ден на плажа и се грижат за капачите, или ќе зборуваме за човечки живот. Значи, нема суштина да се зборува. Темата е актуелна во овој период од летото, но мене посебна провокација за да ја реализираме оваа емисија ми беше случајот кој што беше актуелен еве минатиот викенд во неделата во близина на плажата Немо. 5 девојчиња кои што се забавувале на педалинка, за малку избегна навистина голема несреќа. Може би заради претовареност, барем така стоеше во извештајот од СВР, педалинката потонала, девојчињата за среќа успеале да допливаат до брегот, само мислам дека 2 од нив имале спасоносни елеци, другите немале. Овој инцидент помина без некои поголеми последици, но ете нека ни биде како еден апел и еден негативен пример за се она што не треба да ни се случува летово. Проблем се педалинките секое лето, затоа што овие реквизити за забава на вода се уште не се ставени во некоја законска рамка, не може да се регулира, па се остава на совеста на собствениците кои што ги издаваат, на совеста на капачите кои што ги користат. А да напоменам, значи ова се случило во близина на плажата Немо, каде што нема спасители на вода. Ете уште еден факт кој што можеше да предонесе да се случи фатална несреќа. За среќа, овој пат е со среќен крај, меѓутоа сведоци сме, тука нема што дека секоја година со педалините имаме навистина проблем. Ете со скутерите на некој начин успеа да се регулира и да се стави таа забрана. Да, се надевам дека надлежните институции во овој дел наскоро, затоа што веќе години наназад летни сезони каде што се повторува овој исти проблем, овој пат со среќен крај, изминатите години за жал и со несреќен. Па најголем дел од процентите, значи најголем процент од несреќите кои што се случиле на вода се токму на педалинките и многу од нив завршиле значи фатално со смртни случаи, дали како несреќен случај, дали како непочитување на оние правила од страна на капачите. Знаеме дека кога си во вода, кога си изложен на сонце, не треба веднаш да се скока, затоа што може да има негативни реперкусии по здравјето. Колку капачите се информирани, колку почитуваат се она што им се пласира како информација, како треба да се однесуваат кога се на плажа и кога се во вода. Да, нашите спасители значи имаат и таа превентивна улога на капалиштата и секако дека во делот на обуката го знаат и тоа, дека тоа е дел од нивната работа, дека треба да одат и да укажат доколку некој предолго седи на сонце или доколку има ветар или бран или предолго се во вода или влегува алкохолизирано лице во вода. Значи тие се должни оваа превенција што е во рамките на нивните можности да ја направат, да укажат на капачите дека таа активност не е безбедна по нивното здравје, меѓутоа сепак јас сметам дека секој индивидуалниот пристап, секој за себе треба да има одговорност. Да. Така. Дали досега има некоја интервенција во водите на Охридското езеро или значи дали од Охридска или Струшка страна или на Преспанското, рековме дека и таму имаме спасители на вода. Да, има во текот на овај скоро, повеќе од месец дена, каде што веќе се отворени капалиштата, на делот од Охридското крајбрежје околу 100
преку 100 интервенции на укажување на прва помош и 4 интервенции на извлекување на давеник, а на Струшкото крајбрежје имаме преку 200 интервенции за укажување на прва медицинска помош и 12 извлекување на 12 давеници. Значи на Струшкиот дел од крајбрежјето исто преку Општинската организација на Црвен крст се едуцираат кадри кои што ќе можат и таму да ја вршат ова дејност. Каква е соработката со нивната локална? Еве овде со нашата некако можеби полесно да се разбереме на некој начин, да најдеме еден заеднички јазик, како е во Струга, со Струшката општина. Да, не би сакала да зборувам затоа што Црвен крст Струга е посебен правен субјект и нашата организациона поставеност во рамки на Црвен крст на Република Македонија е секој одговорен за своите општини кои што ги покрива. Меѓутоа, во неврзани разговори со одговорните од Црвен крст Струга, тешко оди комуникацијата со локалната самоуправа. Оваа година можда малку има подобрување, меѓутоа сепак еве мое видување како одстрана дека сепак уште многу треба да се работи, да се подобри комуникацијата или барем свесноста на локалната самоуправа за потребата од организирано спасување на вода на Струшкиот дел од Охридското езеро. Каква е соработката со нашата локална? Предпоставам дека имате добри релации, а воопшто и со другите институции. Споменавме итната медицинска помош, Центарот за справување со кризи, ако не дај Боже имаме некоја поголема интервенција. Кој се друг е тука вклучен? Итната медицинска помош, како што ги споменав, капетанијата на пристаништата, значи одлична е нашата соработка, да, со сите релевантни институции кои што треба да делуваат во овој домен. Како што кажав, и затоа и ги правиме заеднички вежби за координирано делување во случај на потреба. Така. Располагате со 5 чамци, од кои што 3 се гумени, а 2 метални. Тоа е многу важно, затоа го напоменувам, затоа што кога треба да се интервенира многу брзо, по вода, значи полесно може да се стигне отколку по сувоземен пат, затоа што знаеме летни гужви, па некои дестинации се навистина еве Светинаум или Љубаништа, Пештани се многу подалеку. Колку ги користите овие ресурси, овие средства со кои што располагате и колку досега ви помогнале во побрзо решавање на некој случај? Секако дека патролните чамци како ресурси ги поседуваме и во многу ни помагаат во извршувањето на овој дел од нашите активности, спасување на вода. И кога се работи за викенди или продолжени празници или во текот на шпицот на летната сезона, нашите патролни чамци се во вода. Еве и благодарности до граничната полиција која што ни овозможува и да се чуваат чамците во каналот. Се уште немаме наши везови за да можеме како Црвен крст Охрид да бидеме приправни во текот на целата година, да може пловните објекти да се не во магацините на Црвен крст Охрид, туку надвор и во случај на било каква потреба итно и брзо да интервенираат. Посебно во летниот период кога знаеме патот Охрид до Светинаум во шпицот на сезоната дека може да се вози и подолго од 1 час. Знаеме дека наитната медицинска помош и треба долго време да стигне, а го имаме од друга страна водениот пат, ги имаме ресурсите со кои што можеме да интервенираме брзо, само ни треба една добра координација, едно добро препознавање на сето она што го поседуваме како ресурси, сето знаење од страна на локалната самоуправа и сето тоа добро да се искоординира и овие бројки сигурна сум дека ќе бидат намалени. Многу побрзо би се интервенирало со брз чамец до Љубаништа, до Светинаум, отколку по копнен пат. Имаме ли тука разбирање? Значи, ќе се подобрува ситуацијата во овој план во иднина? Се надевам нашите релации со локалната самоуправа и понатаму остануваат на истото, на она што е започнато и пред неколку години. Испратени се и дописи и укажувано е на неколку пати и сепак имаме одреден простор во каналот
каде што е поставен нашиот контејнер од Црвен крст Охрид, од каде што сметаме дека локалната ќе препознае дека е вистинскиот простор за сето тоа да прерасне во еден оперативен центар за безбедност на вода. Еве, со помош на Европската Унија, сепак со надворешни пари, ние се опремуваме во делот на спасување на планина. Меѓутоа, сепак, одржливоста со европските проекти ќе остане на локалните фактори. Исто така и во делот на безбедност на вода. Ние со поддршка на меѓународни донатори, на нашите партнери и организации, веќе спомнам Црвен крст Бамберг од Германија, значи во многу вложивме и со нивна поддршка да ги добиеме сите овие ресурси, меѓутоа сето тоа треба да се одржува, сето тоа треба да се обновува. Да. И мислам дека тоа треба да се препознае, дека на нас самите, во нашата локална средина, ние треба да изнајдеме начини како тоа да го направиме одржливо. Имаме воспоставен систем, сето тоа одлично функционира, меѓутоа не треба на тоа да останеме. Значи треба да вложуваме и понатаму за да се подобри услугата и во овој дел. Така, она што ни е дадено, да знаеме да го сочуваме и да го ставиме во наша функција. Така. Овде веќе ни стекува првиот дел од разговорот. Ќе направиме на кратка пауза за реклами, а потоа за сите оние активности имате уште многу во овој летен период. Вие воопшто во текот на цела година имате, но еве сега бидејќи е лето, актуелно ни е тоа. Викенд акција во Миса Маркети. Мисиркин копан 1 килограм 138 денари. Праски 1 килограм 22 денари. Блекап млеко за сончење фактор 20 200 мл 235 денари. Интеса лак за коса 500 мл 119 денари. Wilkinson Extreme 3+1 гратис 169 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. 100 луѓе, 100 карактери. Ние мајсторите тоа најдобро го знаеме. Некои имаат идеи, а некои би експериментирале. Мене ми е важно да е гумен стиропор. Само органски лепак. Финиш традиционален, ама модерен. Затоа јас секогаш велам. Остави експеримент. Земи Бекамент. Бекатерм, термоизолацијските фасадни системи гарантираат сигурност и врвен квалитет до 25 години. Остави експеримент. Земи Бекамент. Музичка агенда во Fish and Lounge бар Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо во среда и четврток со ансамбл Билјана, во петок со Фактор бенд, во сабота со Селект бенд и недела со Ристе Ристески. Резервирајте навреме во Fish and Lounge бар Лихнидос. Флет Айрон Бајадора, новиот урбан символ на Скопје, врвен квалитет на домување по македонски цени. Нов современ 3D компјутерски томограф во стоматолошката ординација доктор Целаковски. Уникатна можност за врвна диагностика на вашиот дентален статус и најсовремено решение за вашиот проблем. Препознатливи сме и по најквалитетните услуги во естетската стоматологија, имплантологијата, протетиката и ендодонцијата. Закажете веќе од денеска преглед и 3D рентгенографско снимање во стоматолошката ординација доктор Целаковски. Хотел Престол, бисер на брегот на езерото, кој ќе ви приреди неверојатни и незаборавни мигови за вашите свадби и останати свечености за околу 300 гости. И сето тоа, зачинето со вкусна храна, врвна услуга, амбиент и декор кој го одзема с дивот. Чувствувајте се отмено во најважните веселби во животот. Хотел Престол.
Жито Леп те носи на патување над облаците. Испрати го кодот од сметката со износ над 99 денари од нашите пекари на бројот 149 449 и освој патување над облаците за двајца во Кападокија и возење со балон на топол воздух или GoPro 6, Huawei P20 или викенд за двајца во Охрид во хотел парк Lakeside. Выигра си 300 крпиза на плажа, 300 гуми за пливање или 300 ваучери од по 200 денари во нашите пекари. Наградната игра трае од 16 јули до 15 август. Жито Леп, Bake and Cake. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Со секоја резервација, организиран превоз со катамаран. Потпеш, рај на Охридската ривиера. Кам, постојано ниски цени. Свежо пилешко филе житница 1 кг 249 денари. Сладолед лешник и страчатела Ботерблум 1 литар 79 денари. Ленти ладен восок за депилирање 20, лалин 85 денари. Чаша за течен сапун со пумпа 109 денари. Кам, купувај мудро. Авалон продукција ви представува супер спектакуларно издание на фестивалот Охрид Calling 2018 со Димитри Вегас and Like Mike, Джекс Джонс, Роджер Санчес и Армин Ван Бюрен од 1 до 4 август на стадион Билјанин извори во Охрид. Влезниците за еден ден и блок влезниците за сите 3 фестивалски дена се во продажба преку avalon.mk, продажната мрежа на купи карти за сен из цела Македонија и Југотон. Охрид Calling 2018 заедно со Димитри Вегас and Like Mike, Джекс Джонс, Роджер Санчес и Армин Ван Бюрен. Гаранција за спектакл на светско ниво на најголемата летна концертна авантура оваа сезона во Македонија. Avalon Production. Граѓаните ги охрабривме дека поголем дел од плажите се безбедни, па тие нека одлучат на која плажа ќе одат, каде ќе се рекреираат, ќе се одмарат, ќе се сончат, ќе се капат и така натаму. Црвениот крст од Охрид активен и во летниот период и што радува фактот што вие, не се затварате во вашиот круг, туку секогаш сте отворени за соработка и со други организации, и со други држави. Еве, конкретно, соработката со соседна Албанија на повеќе нивоа си тече. И во овој дел околу спасителите имавте неодамна средби. Какви се искуствата од таму? Докаде се тие стигнати на овој план? Во рамки на проектот регионот Охридско езеро безбедна дестинација за авантуристички туризам, кој што Црвен крст Охрид го доби во рамки на прекуграничната соработка Македонија-Албанија од Европската Унија, опфативме еден таков дел покрај безбедноста на планина и опремување на оперативен центар за спасување на планина и непристапни терени на Охридската страна, на македонската страна, уфативме и делот на безбедност на вода на Охридското крајбреже кој припаѓа на албанската страна.
Во тој дел се нашите контакти со Албанија и она што ние сме го зацртале во проектот и треба да го спроведиме на албанската страна. Во рамки на овој проект ќе се обучат во текот на овие 2 години кога и се спроведува проектот околу 40 спасители на вода, така што ќе бидат безбедни плажите и на албанската страна од Охридското езеро со сите оние пропратни уреди, опреми, значи све она што треба да го поседуваат капалиштата. Меѓутоа интересно е во нашите контакти е самата информација дека владата на Република Албанија сите европски регулативи и правилници во делот на безбедност на вода неодамна ги усвои и веќе тие се движат по европските теркови кои што навистина треба сите секаде да ги применуваме. Ние не велам дека кај нас не се применуваат, меѓутоа сепак има уште регулатива која што македонската влада треба да ја усвои за овој дел со безбедност на вода да биде навистина регулиран према европски теркови. Како што напоменав на самиот почеток, значи ние сме преку Црвен крст на Република Македонија членка на Меѓународната федерација за спасување на вода и ги следиме. Значи сите обуки, сите активности, сето она што нашите спасители го работат према меѓународните стандарди. Меѓутоа еве во рамките на овој проект, во рамките на соработката со Албанија, ние гледаме дека Албанија навистина се движи малку побрзо во овој дел отколку овде. Исто така малку е дестимулирачко или напротив уште повеќе ве стимулира за да ги тургате работите околу оваа проблематика? Сите ние како правен субјект зборувам и спасителите и инструкторите на вода, сите ние значи се трудиме максимално сите овие години наназад да успееме работите да ги придвижиме на побрзо, меѓутоа за жал еве не е се така глатко, да, сепак има одредени регулативи кои што правно мора да бидат регулирани за нештата да се движат побрзо во овој дел, меѓутоа сепак не е дестимулирачки, ние сме изненадени, меѓутоа сепак со се уште амбициозни да напредуваме во полето на безбедност на вода и према законот на Црвен крст, значи ние имаме одредени мандати, ние имаме право и обврска да делуваме во тој дел. Значи безбедноста на вода, безбедноста на планина се дел од нашите активности регулирани со законот. Така. Кога споменавте како дел од проектот, значи безбедноста на планина, што конкретно се работи на тој план? Затоа што некој сака својот летен одмор да го помине покрај вода, еве конкретно на Охридското езеро, бидејќи зборуваме токму на таа тема, а некој можеби сака на Галичица. Да. Така да треба да имаме и таму определена безбедност и да имаме луѓе кои што ќе можат да интервенираат во некои несакани ситуации. Да, па таков е трендот веќе на туристичките побарувања. Не само плажа, сонце и разгледување на градот. Поголем дел од туристите кои доаѓаат сакаат да бидат активни и да се качат и на нашата планина Галичица и околните планини. Навистина сме земја и посебно овој регион кој што Црвен крст Охрид го покрива, регион каде што имаме и езеро и планина, навистина е специфичен и ни дава можност да делуваме во овие две дејности. Туристите сакаат, се качуваат, најчесто водени и од непрофесионални водичи во планина, најчесто од љубопитност, не согледуваат специфичноста на планината, па имаме и загубени, исчезнати во планина. И сето тоа ни дава мотив плюс дека може би се работи за мала бројка годишно, дека некој ќе се загине во планина, меѓутоа и таа мала бројка за нас е за почит и за две интервенции. И за што го има тој што се загубил, а и оние кои што се неговите најблиски. И за 20 интервенции, значи ние треба да бидеме подготвени во тој дел. Еве, можам да ги поканам и гледачите на презентацијата на проектот од Европската унија, кој што Црвен крст Охрид го работи во вторник.
од 10 до 13 часот на Кејот Македонија пред хотелот Нова Ривиера, каде што ќе биде изложена сите она нова опрема која што е снабдена во рамките на овој проект и може да добијат и подетални информации за сето она што ги интересира и што го работиме. И уште еден интересен настан несекојдневен, кој што ете пак е во организација на Охридскиот Црвен крст. Тоа е борбата за срушување на Гинисовиот рекорд од страна на човекот амфибија, наречен така. Веќе информиравме за овој настан, мислам дека граѓаните добро знаат кога и каде ќе се случи, но еве, за крај некако на оваа емисија можеме уште еднаш да го споменеме. Па да, еве исто во вторник ќе се случува овој настан кој што е несекојдневен и еве за нас еден доказ за нашата работа и посветеност е дека општините Петрич и Сандански од Бугарија и самиот Јане Петков, кој што ќе се потруди да го собори Гинисовиот рекорд, повторно не препозна како институција и ни го доверија и овој дел за организација на еден ваков несекојдневен настан. Тоа исто ќе се случува, како што реков, вторник, па еве, додека сме на Кејот и презентираме опрема и техники на спасување и така натаму, еве, нека бидат во што поголем број да го пречекаме во 13 часот и Јане Петков, кој што се надеваме дека ќе го собори Гинисовиот рекорд во пливање врзан со синџири и во вреќа. И нешто што е дел од вашата годишна програма, тоа се кародарителските акции, секогаш традиционално на 8 август, на денот на патронот на градот Охрид, Свети Климент Охридски, се одржува една голема крводарителска акција. Се подготвувате ли, почнаа подготовките или уште рано? Да, подготовките се на почеток, ќе се интензивираат, се разбира, последната недела, меѓутоа сепак една наша драга крводарителска акција која што се случува на 8 и 9 август во основното училиште Свети Климент Охридски, веќе неколку години наназад, во затворен објект, па еве во блиска иднина, тоа е она што ќе се случува и сите крводарители кои што веќе ја препознаваат и ја знаат акцијата, можат да дојдат и да даруваат. Имате оние вашите редовни од семејството на крводарители, но на оваа акција и многу туристи ја даруваат својата скапоцена течност, па затоа и можеби уште поважна и помасовна во однос на другите акции. Има ли уште нешто лето за споменување? Нашите активности се бројни, да оставиме и за наредна прилика. Во идниот период секако ние сме отворени, транспарентни и сакаме нашите активности секогаш да бидат јавно објавени преку медиумите. Работата со младите, сакам да ја спомнам, дека иако се во летен период, период на одмори, сепак ни се значителна поддршка и помош во организацијата на сите настани. Ништо без младите. Благодарам за ова учество во Лупа и посакувам да имаме убаво, мирно лето без некакви инциденти, но сепак добро е да се знае дека има и кој да интервенира доколку дојде до некој несакан случај. Ви благодарам на поканата и јас се надевам на мирно лето. Благодарам уште еднаш.